Во ова линковско вклучување се фокусираме на зголемената инфлација, влијанието на глобалните трендови, но и економските мерки што треба да се превземат за стабилизација за нашата економија. Утрово во Македонија наутро разговараме со Кристијан Кожевски, асистент докторанта на економскиот факултет при УКЕМ. Кристијан, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Благодарам за покана. Пред неколку дена Државниот завод за статистика објави информации дека инфлацијата во месец август 2025 во споредбено со месец август 2024 година е покачена за 4,4%. На што се должи ова? Да, последните податоци упатуваат дека инфлацијата во август, како што кажавте, е 4,4% и пред се таа е водена од порастот на цените на храната и безалкохолните пијалаци, кои што се од прилика околу 6%. Понатаму го имаме порастот на алкохолните пијалаци и тутунот исто така 5,86%, како и порастот на производите за широка потрошувачка. Меѓутоа, доколку се погледне малку посумирано, односно доколку се земат првиот и вториот квартал оваа година, може да се забележи дека порастот на инфлацијата, односно цените во Македонија бележат пораст, меѓутоа тој пораст полека олабавува, односно неговиот интензитет се намалува. Меѓутоа, она што е индикативно е дека храната повторно забележува одреден пораст и тука би се фокусирал на порастот на цените на овошјето, додека пак цените на зеленчукот на некој начин се стабилни. Мора да се има предвид дека порастот на храната, особено доколку се земе онаа категорија на потрошувачи кои што располагаат со понизок доход, односно домаќинствата со понизок доход, истата зафаќа значаен дел од нивната куповна моќ, па од тука би рекол дека треба да се продолжи со дополнителни мерки за заштита на стандардот на оваа група на потрошувачи. Кристијан, како го објаснувате намалувањето на трошоците кај делот во транспортот и облеката, за разлика од другите добра каде што има покачување? Па пред се намалувањето на трошоците во транспортот е резултат на намалување на глобалните цени на нафтата, кои што забележаа значајно намалување во последните 12 месеци, додека пак порастот на цените на храната го објаснувам со самиот факт што Македонија се карактеризира со недоволно количество на домашно производство на храна, односно поголем дел од храната, особено овошјето во Македонија, подлежи на увоз, а знаеме дека она што не го произведувате, а го купувате во овај временски период, во овие кризни времиња, секогаш е поскапо. Дополнително, последните податоци упатуваат на фактот дека се намалува производите, односно овошјето, кое што е директно купено од земјоделците, односно земјоделското производство. Во тој синџир на набавки се вклучуваат и дополнителни трговци кои што сами по себе ја зголемуваат цената на овошјето и тука би рекол дека треба да се има предвид и зголемената концентрација на увозот на овошје, односно истото е сконцентрирано на неколку големи трговски синџири. Очекувате ли намалување на тенденцијата на пораст на инфлацијата во идниот период? Наредниот период, согласно глобалните проекции, еве би ги земал како релевантни проекциите на Меѓународниот монетарен фонд, упатуваат на одредено стабилизирање на цената, што упатува на фактот дека во 2026 година инфлацијата би се задржала на отприлика околу 3%, додека во 2027 година истата би се намалила на 2,7%, што пред се е резултат на зголеменото производство на нафта на членките на ОПЕК, меѓутоа и ревидираниот надолен пораст на потрошувачката, односно побарувачката на нафта на во глобални рамки. Кристијан, кажете ми како може да се подобри фискалната политика за да се стабилизира инфлацијата? Така е, во стабилизирањето на инфлацијата и фискалната и монетарната политика имаат свој значаен ефект. Впрочем, во претходниот период видовме одредени мерки со кои што фискалната политика се трудеше да го зачува стандардот на граѓаните, односно да стабилизира инфлацијата. Пред се тука би
би ја потенцирал мерката за ограничување на трговските маржи, со која што беа фатени над 100 групи на производи и нивните маржи беа ограничени на 5, 10 и 15% согласно типот на производите. Меѓутоа, овие мерки беа преземени во услови на кумулирано висока инфлација и може да видиме дека за разлика овие мерки траја од прилика заклучно со месец април, може да се забележи дека во второто тримесечие од оваа година веќе имаме ублажување, односно намалување на стапката на инфлација, меѓутоа ваквите мерки се применуваат, како што кажав, административни мерки во услови на висока инфлација, па во наредниот период можеби треба да се премине на пазарни структурни мерки со кои што ќе се зголеми земјоделското производство. Тука пред се мислам на темелна промена на системот на субвенции за унапредување на земјоделското производство, подобрување на конкуренцијата во домашната економија. Тука пред се своја надлежност има Комисијата за заштита на конкуренција, па и таму треба зголемени капацитети. Видете, најчесто инфлацијата на долг рок може единствено да се сузбие, односно да се доведи во некои стабилни рамки со пазарни структурни промени. Само така ќе имаме здрава економија и унапреден стандард на граѓаните. И за крај на нашиот разговор, кажете ми како глобалните трендови ќе влијаат врз македонската економија? Неизвестноста во глобални рамки се уште постои, особено доколку се земе предвид конфликтот во Украина и војната во Блискиот Исток. Синџирите на снабдување тие стануваат една перзистентна неизвестност како за сите економии, така и за македонската, особено доколку се има предвид дека овие случувања се блиску до нас, до нашите најважни трговски партнери, Европската унија, Германија, Соединетите американски држави, па така ефективната странска побарувачка во секој случај ќе се рефлектира и врз домашната економија. Кристијан, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето утро во Македонија научи. Ви благодарам јас. Економијата е секогаш интересна тема затоа што индиректно или директно влијае врз џебовите на граѓаните, за економските трендови, за инфлацијата, но и за сите глобални трендови што влијаат врз македонската економија. Утрово разговаравме со Кристијан Кожевски, асистент докторант на економскиот факултет при УКИМ.